Малите независни фестивали во Скопје не се само културни настани, тие се двигатели на промени и генератори на нови идеи. Фестивалите нудат сцена за младите уметници да го искажат својот став. Значи, секоја година и тоа за нас е нешто позначено од голема поддршка од рандом извори. Исто така предизвик голем е што сакаме вака малце Дон Кихотовски у октомври да организираме фестивал под отворено небо, али еве некако секогаш испаѓа да задзирни магично прекине да врне. Оваа година ја избравме оваа локација, платото на АРМ. Желба ни беше уште од претходната, па тука со Плочник беа во тесна конкуренција, но сепак дојде време и за нејзе. Сметаме дека една од поубавите јавни површини во центарот на Скопје што се уште се слободни за користење од страна на млади луѓе особено, значи можеш да седнеш и да не потрошиш 200 денари за пиво, а да си поминеш окей. Без македонски филмови, мислам, поентата на Дзирни фестивалот се губи. За мене, уште од почетокот на фестивалот, а и киносалата Котур, свативме дека кратките филмови се многу интересна форма на изразување, а покрај тоа имаат доста краток век на гледање и можности, и затоа треба да направиме што повеќе можеме за да ги видат што повеќе луѓе, бидејќи не одат во кино на редовна програма, туку може да се видат најчесто само на фестивалите или ако се прават специјални проекции, што често ги правиме и во Котур. Во суштина овој филм е за женската солидарност и за таа некршлива врска помеѓу две жени која што се создава и кои што една без друга некако не би можеле да ја создадат таа сила, таа поддршка и некој сигурен простор. Прекрасно искуство. Морам да признам дека ова ми е прв пат да работам со жена која што е директорка на фотографија и мислам дека она што кај нас недостасува е токму тоа. Така да мислам ја познаваме сите, тоа е Марина која што работи како шарф, но она што е многу тажно и мислам дека недостасува во нашата кинематографија е жени позади камерата. Сакам да го поддржам овој фестивал и многу ме драго што имаме скопска премиера токму на Дзирни, 7-то издание на овој фестивал. Мислам дека е обострана поддршка и дека едноставно без овие фестивали домашна дистрибуција едноставно не би можела да има, особено на македонски филмови кои што за жал бидејќи не можат да имаат кинодистрибуција, бидејќи се краткометражни филмови, овие фестивали токму постојат поради тоа. Го гледате мојот дипломски филм Сенките на месечината, го работевме минатата година во јуни. Имаше премиера на фестивалот во Сребреница Silver Frame Film Festival. Потоа беше прикажан на фестивалот во Херцег Нови, сега имаше премиера на Манаки и прв пат се прикажува во Скопје тука во среда на 1. После тоа ми е особено драго дека повторно и оваа година ќе имаме филм тука и е скопска премиера на филмот. Оваа година имаше еден општ успех на македонскиот филм и се надевам дека ќе успееме да го држиме тој подем и дека нема да дозволиме повторно да тргнеме по некоја удолница, него ќе успееме да го задржиме темпото со кое што снимавме оваа година.